Здраво, овни, добре дојдовте овде, каде ќе ги толкуваме љубовните пораки. Значи, се што ќе зборуваме овде, ќе се однесува само на љубовта. Значи, ќе зборуваме само околу полето на љубовта, ништо друго. Ќе се обидеме да ги опфатиме сите категории, тие што сте сами, тие што сте во врска и тие што сте во брак. И токму поради тоа ќе зборуваме за голем број луѓе, значи не може се да се однесува само за еден и само за вас, вие тоа што слушате, вие ова што го слушате, не може се да биде за вас, затоа јас ви посакувам и најмногу се надевам вие да ги препознаете оние пораки кои се за вас. И пред да започнеме, само сакам да ве подсетам, претплатете се, лајкувајте, споделувајте, со тоа ќе ни дадете до знаење дека вреди ова што го правиме. И ајде сега заедно да преминеме на пораките. Да видиме што има во периодов што следи за вас овните, значи месец јуни и делови од јули, се додека не дојде новото видео, до тогаш ќе важи се овде што е ова кажано. Макар што јас никогаш не ја изоставам можноста дека може да важи и многу подоцна. Штом сте го чуле, некаква важност ќе има некогаш. И сега, јас мислам дека главната енергија за сите овните, што ќе ве следи периодов во љубовта, ќе биде неодлучност. Вие сте во некаква дилема, во некаква конфузија, вие сте неодлучни. Пат има пред вас, не е еден, може би се повеќе се патишта и проблемот е што сега да се направи, кој пат да се избере, која насока да се избере. Ова сте вие се чувствувате вака. Дел од вас патов и можностиве ви се презентирани. Вие тоа го знаете, го гледате, го чувствувате или пак насетувате дека доаѓа. И што да направите, која одлука да ја донесете, тоа вас ве мачи. Еден дел од вас сте завршиле со нешто што постоело до сега. Значи нешто завршило, на нешто сте ставиле крај. Може би сте останале сами. Може би завршила врската. Имам чувство дека може би и за некоја вдовица ова се пораки. Вие сте останале сами, да, моментот на тага, на болка завршил, тоа се случило одамна. Во никој случај, не сакам да ве загрижувам, во никој случај не се случува тоа никакво, ништо лошо нема да се случи, значи сега или во иднина. Ако нешто се случило одамна. И вие сте сега пред некаков избор. Ова е во делот со љубовта, меѓутоа за вас знаете дека е животен пат. Вие свесни сте дека ова е насока во која ќе тргне вашиот живот. Зато сте неодлучни, не знаете што да изберете, не знаете дали тоа е добро, не знаете дали на другите ќе им одговара, ако имате деца, дали децата ќе се согласат со тоа, ако средината, блиските, дали ќе се согласат со вашиот нов избор и со она што предстои, што ви е понудено, доколку го изберете. И не знаете што да направите. Вие најмногу што сакате сега, ова не важи само за вдовиците, ова и за сите други важи, кои си ја препознавате пораката, вие најмногу што сакате сега е да бидете самостојни. Да бидете во ситуација да не мора да избирате, да не мора да носите одлуки. Сакате да можете сами без ништо и без никој. Тоа најмногу вие сега го сакате, меѓутоа свесни сте дека ова нешто поврзано со љубовта, која доаѓа пред вас, мора да се донесе одлука. Одлука мора, затоа што таа всушност вас ви, како што кажав, ќе ви го смени животниот тек, животниот пат. А тој мора да се смени, вие сте пред една раскрсница, само што да се избере.
И сега јас што можам да ви кажам околу тоа? Јас можам да ви кажам дека тоа што доаѓа кон вас, може би во моментов не покажува чувства, не покажува некакви емоции. Меѓутоа, ова е нешто најпрекрасно што може да се случи. Ова е една таква сигурност, една таква стабилност, една таква зрелост, може би не обвиено со премногу чувства, нема тука кој знае какви емоции од бајките, од филмовите, но постои неверојатна сигурност во нештово. Стабилност. И ова е со тенденција да трае не сега, не за утре, ова е со тенденција да трае за секогаш. И тоа што доаѓа кон вас, понудата што доаѓа кон вас, личноста која ја носи, ги има најискрените, најчистите и најрационалните намери во моментов. И не само тоа, не покажува чувства, кажам, меѓутоа ќе покаже стабилност, ќе покаже сигурност, ќе покаже, ќе ви го, навистина ќе би ви го олеснил животот, навистина. Може би пак тоа ве мачи, зошто нема чувства. Чувствата ќе дојдат подоцна. Сега може би од другата страна тој што доаѓа е човек кој не е научен да покажува чувства и емоции, кој е така, мисли дека тоа се работи кои ги прават слабите луѓе. Мисли дека така тој мисли дека само слабак може да покажува такви чувства, такво. Ајде да не се изразам, но мислам дека мисли дека тоа е лигавење. Но она што тој го може, не го може другите луѓе. Тој што тој може да го пружи, пак не го може другите луѓе. Затоа треба убаво да размислите кога ќе носите одлука. Ви кажа, вие не сакате. Сега пак за друг дел од вас, каде што вие не се чувствувате добро и сте останале сами, може би, или пак и да не сте сами, едноставно не чувствувате во љубовта, во бракот, во врската, не чувствувате емоции, не чувствувате блискост, не чувствувате никаква страст. Исто и кон вас доаѓа нешто, доаѓа некаква промена, некаква идеја за тие што сте во брак, идеја од партнерот, некаква креативна како да си го разубавите секојдневието, љубовниот живот, како да си го зачините, значи на некој начин ќе донесе многу интересни идеи и добро е да ги прифатите затоа што тоа ќе ве однесе на многу поубаво место и состојба од таа што сте сега. Еден друг дел од вас што не знаете, ова ви е чудно и се викате никаква понуда не доаѓа кон мене, ништо од тоа нема, вие треба да знаете дека таа понуда може да ја сретнете периодов на некакви прослави. Значи секаде каде што сте поканети, одете затоа што таму постои можност да сретнете некој кој ви го опишав до сега. Ова кога зборува за таа стабилност, за таа сигурност, за таа моќност. Ете таму може да го сретнете. Значи на некакви прослави, може би свадби, може би некакви семејни веселби, присуствувате затоа што таму ќе сретнете некој кој ќе ве ајде да кажеме така, ќе ве извлече од таа ситуација во која се наоѓате сега на безнадежност, поврзано со љубовта. Значи овде зборуваме само за љубовта. Ќе ве извлече од таа ситуација. И вие што сте неодлучни, знаете, затоа сте неодлучни, затоа што мислите дека по еден пат треба да тргнете, а во душата длабока знаете дека не, тоа е спротивно од тоа што вас ви треба, затоа послушајте си го срцето и душата. Не гледајте толку да сте рационални, колку што треба да внимавате сега на тоа што ви кажува однатре, интуицијата, срцето, душата.
За друг дел од вас, постои некој човек, може би е лав, може би е само таков некој така привлечен, харизматичен, таков некој популарен може. Тој човек вас не може да ве извади од мислите. Ова може да се однесува и за многу други од вас. И вие што сте во врска, може па имате некој таков, може партнерот ви е таков. Тој не може да ве извади буквално деновиве од мислите. Периодов нема да може да ги совлада чувствата, страстите, емоциите. Знаете колку му е тешко да ги совлада? Може би сте разделени периодов, може би не сте заедно и затоа ова несовладливост кај него се јавува, а може би е некој што не го познавате, не го знаете, но овој не може, ве сонува, ве замислува, ве следи секаде, каде што има можност по социјални мрежи, во живо, не знам, овој не може. Почнува ова да станува обсесија кај него. Мислам дека ќе дојде со понуда и овој некаква. Ова, значи можно е да дојде со некаква понуда, која на прв поглед ќе ви изгледа многу чудно, необично, несватливо, неприфатливо. Но ова се доаѓа, ви кажав, од неверојатна страст, едноставно не може да ви извади од мислите. И еден друг дел од вас, може би вие што сте во бракова за вас, но мислам дека вие едноставно ќе бидете периодов фокусирани само на негативностите. Ситуацијата е супер, одлична, партнерот прави се што може, прави и повеќе од колку што може, и одлично стојат работите, значи во многу добра сте состојба. Но вие едноставно така ве прати некоја енергија, вие сакате постојано да давате забелешки, постојано нешто му забележувате, нешто сте расположени само да ги поттикнувате, да ги потенцирате, се извинувам, маните, недостатоците. Тие се многу ситни, некогаш и незабележливи, но постојано ги поттикнувате, ги потенцирате. Сега за вас да ви кажам, вие треба да внимавате, многу да внимавате, зашто партнерот многу се труди и нема да го дозволи ова ваше однесување. Да, го толерира некое време, ќе го толерира, но ако не преземете мерки, ќе возврати и може да се јават расправи, да си кажете така малку поладни некои изјави ќе си дадете, ќе си кажете по некои оштри зборови, навреди, можеби. Немојте да си го расипувате, тоа е пораката за вас. Немојте да си го расипувате оно што веќе го имате, затоа што тоа е прекрасно периодов. Затоа внимавајте. Драги мои, тоа е тоа, најмногу што може да биде кажано овде. Јас се надевам нешто ќе ви значи, нешто ќе ви помогне и се надевам уживавте. До следното видео. Чао, чао.